Стопанството има потреба од поквалификувани кадри кои ќе се продуцираат во иднина. Потребна е комуникација и соработка со цел да се понудат студенти со кои би се работело за во иднина стопанството да може да добие квалитетен кадар за работа. Од приватниот сектор посочуваат дека младите студенти треба повеќе да бидат вклучени во процесот на учење, за да има поголеми придобивки во иднина. Веќе долги години гледаме како продуцираме кадри кои што се ние треба како стопанство да ги конзумираме во иднина, а не се толку квалитетни и на крајот завршуваат во, да кажам, другите земји како неквалификовани кадри. За повисока квалификација, практично ова вмрежување, односно тоа што му треба на бизнисот, ни мораме да имаме и комуникација и соработка помеѓу универзитетот, општината, нормално комората која што е таа која ги вмрежува практично институциите со бизнис секторот. Во иднина очекуваме да се тоа развие и ова е, да кажам, почеток на една голема иницијатива и идеја, а подоцна мојата идеја и цел е да можеме да конечно почнат да учат младите студенти од успешни луѓе, од оние кои што нешто направиле во животот, од луѓе кои што се многу повеќе поминале труд и време и прошетале. Потребна е поголема практична работа, вели Јовчевски, со цел сите студенти да може да се мотивираат и да работат како квалитетен кадар во иднина. Мораме да во иднина малку повеќе се осврнеме на практиката, практичната настава да почне да делува како некаков развој, односно да може да ги во иднина сите успешни студенти ги мотивираме, а и оние поне спремните и неуспешните да можеме да ги негде вметнеме во стопанството. Вчера беше подпишана иницијатива за основање на иновацијски центар Штип помеѓу Универзитетот Гоце Делчев, општината и Стопанската комора на Македонија за создавање одржлив модел на соработка во областа на претприемништвото, иновациите и локалниот економски развој.